Овие градежни кранови се иднината на Аризона. Веднаш, северно од центарот на Феникс, тајвански гигант за чипови гради фабрика за производство. Одлуката да гради овде доаѓа додека американските креатори на политиката работат на зајакнување на домашната индустрија на полуспроводници со 54 милиарди долари финансирање од Законот за чипови наука. Локалните лидери сакаат работни места и економска активност. Креаторите на политиката сакаат критични делови од синџирот на снабдување со полуспроводници во САД поради економски и национални безбедносни причини. Универзитетот на Аризона е меѓу оние кои аплицираат за некои од дополнителните 2 милиарди долари за унапредување на микроелектронските способности на одделот за одбрана на САД. Председателот на универзитетот Майкл Кроу вели: Не можеме да се подпираме на конкурентна економска суперсила за критичните компоненти и за нашата собствена економска иднина. Со децении, лидерите на Силиконската долина се подпираа на Источна Азија како центар за производство на електроника. Постојат причини зошто толку многу производство е во Азија, вклучувајќи ги и трошоците. Лидерите на Аризона велат дека законот за чипови може да помогне да се надоместат дополнителните трошоци од 30% што се потребни за изградба на производствени погони во САД во споредба со Азија. Сандра Вотсон е извршна директорка на Агенцијата за економски развој на Аризона. Ние работиме конкретно со десетина други добавувачи од Тајван, но гледаме компании од целиот свет кои сакаат да воспостават операција овде во Аризона. Дори кога производителите и добавувачите на чипови се пробиваат овде, создавањето комплектен екосистем на чипови во САД ќе биде предизвик. Критичните делови од синџирот на снабдување со чипови се уште се надвор од земјата, вели Крис Камачо од економскиот совет на Феникс. Денес, без разлика дали се работи за пакување, субстрати или други компоненти кои влегуваат во поширокиот екосистем, најголемиот дел од тоа производство се случува на офшор. Нашата цел е да имаме решение со кое леарниците ќе бидат во САД. Аризона е веќе четврта по големина полуспроводничка сојузна држава во однос на работните места, веднаш зад Калифорнија, Орегон и Тексас. Одлуката на тајванската компанија да дојде во Аризона создаде нова гравитацијска сила овде. Со производството на полуспроводници за кои се потребни индустријски правосмукалки за движење и третирање хемикали, Едвардс Вајком гради објект од 200.000 квадратни метри. Ова ја потврдува посветеноста на Едвардс за обновување, враќање на производството во САД, за нашата посветеност кон клиентите да бидат токму таму, во нивниот двор. Тоа е двор исполнет со чипови.